Почитувани граѓани. Трет ден, како министерот за одбрана и председателот на државата молчат и не даваат одговор на поставените прашања во врска со скандалот што ја го приредува на својата држава. Со неодговарањето на поставените прашања од нашите пресконференции, Радмила Шекеринска и Стео Пендаровски ги девалвираат институциите кои ги представуваат. На сите им е јасно дека проблемот за враќање на двајцата кандидати за воени, односно одбранбени представници на Македонија во НАТО, е во власта. И двајцата кандидати за представници во НАТО, кои беа вратени од Алијансата, внимавајте, добиле НАТО сертификат од органите на Република Македонија. Но истите, кога повторно биле проверени од нашите сојузници, не добиле потврда за тоа. Ова ни помалку ни повеќе значи дека органите, односно институциите што се целосно партизирани од страна на партијата на власт, издаваат НАТО сертификати кои при повторна проверка од страна на Алијансата се оценуваат како неточни и некредибилни. Значи станува збор за делегитимирање на целиот процес воден од македонските институции. Постои огромен сомнеш, а последниве два примери се чист доказ дека институциите под власт на СДСМ издаваат НАТО сертификати само на лица подобни за власта, без разлика на тоа дали лицето реално ги исполнува условите или не. Ќе ве потсетам на примерот кога за само 5 дена му издадоа сертификат за пристап до државна тајна на новинар близок до ставовите на Социјалдемократскиот сојуз. Од друга страна, лица кои ги исполнуваат условите за добивање на безбедносни сертификати во Република Македонија се подложни на одбивање само затоа што се политички неподобни. Значи процесот на ветинг, односно безбедносна проверка, наместо да биде во функција на државата и спроведуван од институции предводени од професионалци, се користи за партиска пресметка со неистомислениците и неподобните. Од почит кон тие лица нема да изнесувам имиња. Очигледно е дека и покрај дебаклот со незините номинации, Шекеринска продолжува да ја поистоветува партијата со Министерството и да импровизира на полето на безбедноста. Госпожо Шекеринска, нашите укажувања се добронамерни. И самите сте свесни дека со вашиот однос кон овие прашања уште еднаш потврдувате дека сте го промашиле ресорот кој ви е доделен да го водите. Ја изигравте правната држава и за тоа добивте потврда и од Алијансата. За ваше добро и добро на татковината Македонија, одважете се и понесете одговорност. Време е за оставка веднаш. Ви благодарам на вниманието.